Со цел подобрување на условите на вработените пред се на учениците од основното училиште Никола Карев, се изврши комплетна промена на осветлувањето во училишните простории, а реновирани се и канцелариите на училишните служби и техничкиот персонал. Го уредивме и светлото на првиот спрат, бидејќи тоа е долгорочен проблем кој што нашето училиште го имаше, па пробавме етапно сега ќе го санираме, така да целиот прв спрат, ходникот, училниците и канцелариите кои што се доле се опремени и се осветлени целосно, значи сменето е целосно осветлувањето, сега втората етапа ќе ни биде вториот спрат, бидејќи третиот веќе беше саниран со самото реновирање на кровот на училиштето. Паралелно со многуте проекти кои се реализираат во ова училиште, е и одбележувањето на спортското игралиште во училишниот двор, кој го користат учениците во пролетниот период за одржување настава по физичко и здравствено образование. Што направивме е обележувањето на спортското игралиште надвор. Тоа игралиште не беше обележено долг период. Јас потекнувам и од таа бранша, или наставник по физичко и здравствено образование, и обично летниот период или мај месец наставата ја организиравме надвор, но некако естетски не изгледаше добро. И тоа го средивме заедно со ученичкиот парламент и со иницијативата која што произлезе од таму. Андов најави опремување и на училишните игралишта во подрачните училишта во Тракање и Грдовци. Се пројави иницијатива напролет, бидејќи сега временските услови не дозволуваат во село Тракање исто да го одбележиме и игралиштето кое што е таму, бидејќи во село Грдовци веќе одбележано. Во наредниот период се планираат и други активности, како промена на оградата во училишниот двор, канцеларијата на наставниците и други капитални проекти за подобрување на изгледот и условите во основното училиште Никола Карев, истакна Александар Андов, в.д. директор на училиштето.